неодговорното и штетно работење на претходната локална власт е причина што фудбалскиот клуб Победа и граѓаните на Прилеп повеќе од 2 години немаат павролигашки фудбал и не можат да гледаат павролигашки надпревари. Конкретно зошто? Затоа што двата проекти наследени за градскиот стадион Гоце Делчев се стопирање, бидејќи целосно се спротивни на законските регулативи и штетни во секој аспект. Имено договор има склучено меѓу општина Прилеп и Фудбалската федерација на Македонија да се реконструира и догради градскиот стадион. Имено локалната самоуправа и општина Прилеп требало да ја реконструира и градежно да ја догради северната трибина, првиот дел, и вториот дел реконструкција, тоест челична конструкција, покривна конструкција да се постави на северната трибина. А Фудбалската федерација на Македонија требало да изгради рефлектори, осветлување, 4 рефлектори и агрегат во стадионот и да ја реконструира, тоест тревникот да го обезбеди на градскиот стадион. И во едниот и во другиот случај имаме пропусти, затоа што како прво не е постапено по препораките на ИЗИС, Институтот за земјотресство, инженерство и сеизмологија од Скопје, затоа што не е направена статичка подготовка. Значи не е направена статиката на трибините, на северната трибина, дали таа може да ја издржи комплетно челичната конструкција покровна, што требаше да биде потоа поставена. Тоа е првиот случај. И општина Прилеп за ова изградба имаше предвидено 28 милиони денари, од кои 18 милиони денари, околу 18 милиони денари за градежните работи на северната трибина, што требаше да ги изведи градежната фирма Новоградба во рок од 90 работни дена, почнувајќи некаде од август 2017 година, но таа фирма не го направи, покрај тоа што имаше и повеќе од 90 работни дена, работата имаше завршено прилика околу 7 до 8%. Пошто таа работа не беше завршена, вториот дел за поставувањето на челичната покривна конструкција не беше можно да се изведи затоа што статиката на трибините, на северната трибина не беше направена. Тоа е едниот дел заради што е стопирана градбата и реконструкцијата на градскиот стадион, и вториот дел е рефлекторите, поставувањето на рефлекторите е дивоградба. Имено за поставување на ваков тип од втора категорија, како што се рефлекторите со висина отприлика преку 40 метри на еден и тежина над 10 тони, не е адекватна дозвола за градба издадена. Издадено е само решение за градба, а такво решение се издава за поставување на канделабри по улиците или улични осветлување, што е уште една катастрофална грешка каде што е направена, и од тие причини е стопиран и тој дел. Да напоменам дека агрегатот кој што бил предвиден е предвиден во една од сооблекувалните, што е незамисливо и недозволиво. Од овие причини мислам дека стопирани се сите работи. Општината формира една комисија од 5 стручни лица кои што целосно ќе врши ревизија на проектот и да ги утврди сите пропусти. Ама за ова некој треба да понесе одговорност. Мислам дека отпочнати се сите работи, ама малку ќе потрае ова, затоа што треба повеќе време за да се заврши проектот и за да се почне повторно со работа на градски стадион. Добро.